Поздравам сите колеги, учесници на пазарот на капитал, како инвеститорите хартија од вредност и да се заблагодарам на Македонската берза на хартија од вредност за поканата да дадам свое видување за случувањата изминатава година на работењето на Централниот депозитар за хартија од вредност. Како и сите, така и ние во Централниот депозитар бевме затекнати од развојот на настаните во почетокот на годината, кога вирусот COVID почна забрзано да се шири во земјите од целиот свет, поради што како и останатите институции во овој сегмент од финансискиот систем бевме приморани да воведеме нови процедури кои беа прилагодени на вонредната кризна состојба. Главен акцент ставивме на обезбедување на сигурно спроведување на основните функции на депозитарот, а особено на безбедноста и сигурноста на порамнувањето на брзанските трансакции и трансакциите кои беа склучени на пазарите преку шалпери. За одбележување минатата година, како едни од позначајните активности кои ги имавме, се и две целосно спроведени постапки за преземање на акционерски друштва. Едната на Агроплод Ресен, каде што беше комплетирана дури постапка на сквизаут, а втората на фабрика Карпош АД Скопје, додека започната е уште една постапка на преземање, тоа е на Либерти АД Скопје, која што ќе продолжи 2021 година. Како што е познато, клиенти на депозитарот се издавачите на хартија од вредност, тие се наши клиенти, со кои што до почетокот на кризата имавме секојдневна блиска соработка, физички во нашите простори имавме контакти поголеми, меѓутоа од почетокот на кризата беше целосно искористена функционалноста на порталот, кој што пуштен во употреба уште пред 2 години, меѓутоа немаше голем интерес до почетокот на кризата, додека сега таа заинтересираност се зголеми, така што од 60 издавачи кои ги имавме регистрирано на порталот, сега во овој момент имаме 220 кои ги користат придобивките на овој портал, па се надевам дека и понатаму тој интерес ќе се зголемува, бидејќи навистина во ваква ситуација придобивките кои што ги имаат издавачите со електронскиот пристап се навистина големи. Тековните операции успеавме да ги извршуваме несметано, нормално со зголемени напори на нашиот тим, бидејќи и овдека се работеше со делумно работење од дома и тоа ќе се продолжи понатаму се до ставање под контрола на ширењето на вирусот. Развојните активности кои ги имавме планирано за оваа година се разбира дека моравме да ги стопираме, но ја користаме во оваа прилика да најавам дека во следната година овие активности повторно ќе бидат на дневен ред, особено активностите за надградба на постојниот систем на депозитарот, односно можности за негова целосна замена со нов систем. Следната 2021 година е јубилејна за депозитарот, така што ние започнавме со планови за начинот на прославување на овој јубилеј. Се надеваме дека во третиот квартал од 2021 година ќе можеме овој јубилеј да го прославиме на еден нормален начин, доколку се стави под контрола ширењето на вирусот, а алтернативно размислуваме доколку тоа не биде случај да го одбележиме и со други активности. На колегите од Македонската берза би сакала да им честитам за нивните напори и во оваа мината невообичаена година што продолжија со активности за популаризирање на инвестирањето во хартија од вредност, а на останатите учесници им ги честитам празниците и посакувам успешна 2021 година.